ние сме длабоко уверени дека обстојуваме како земја Македонија и обстојуваме како народ, ние македонците, благодарение на Божјата промисла, на грижата Божја за спасението на човечкиот род и за спасението наше. Ние друга надеж немаме, освен надежта во Бога. Но зависи најмногу од тоа колку ние ќе инвестираме во спасението наше, како христијани православни, и колку ние ќе се погрижиме и да ја запазиме нашата татковина Македонија, зашто таа нам ни е дадена во наследство од генерации на генерации. Ние не ја спечаливме оваа татковина, туку ја спечалија нашите предци. Најголем дел од нив, положувајќи ги своите животи за одбрана на верата наша православна и за татковината наша Македонија, и тоа несебично ги полагале своите животи. Должноста наша е да се молиме постојано, но и да работиме постојано за запазување на нашата татковина Македонија, за запазување на нашиот род македонски, за запазување на нашата црква македонска, нашата вера православна. Тоа ни е должност, тоа ни е аманет од апостолите, тоа ни е аманет од светите кои ги положиле животите за нашата света православна вера и црква на овие македонски простори, а исто така, не помалку и од нашите предци. И она што сме го добиле во аманет и сме го примиле како наследство, не смееме да го прокоцкаме, да го продадеме, да го потрошиме, и тоа бескрупулозно, како што, за жал, дел од нас македонците веќе го коцкаме и го трошиме тоа како да е лично наша заслуга, а не е наша заслуга. Многу пати некои прашуваат и велат што треба да направиме. Некои велат дека можеби по пат на референдум треба да го решиме проблемот со нашата држава, со нашето име, со нашите символи. Ние на тоа немаме право, ни на пат на референдум. Ние можеме по пат на референдум само она што лично сме го создале. А бидејќи не сме ја создале ние ова нашата татковина, и може слободно да се рече дека можеби и веќе и нема од тие генерации последните кои се бореа за ова наша татковина кога беше создавана, а тоа се во времето на Втората светска војна, дека такви, бидејќи скоро и нема во Македонија, не можеме ние кои што сме наследиле и која ни е дадена во амане да ја чуваме, да ја продаваме и ние да одлучуваме за неја, зашто ќе треба да дадеме одговор на страшниот суд и како ќе се појавиме пред тие наши предци кои ги положиле животите своји и пролеале својата крв